Кандидатите за носители на општинските функции од Сојузот за иднина и Коалицијата за подобра Македонија присуствуваа на свеченото одбележување на 70 годишнината од формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. На наша голема гордост, ние сме продолжувачи на тие традиции и следа овие години во возобновување на Македонија дадовме огромен придонес и со право може да кажеме дека сме ние државотворна партија. Не случајно Сојузот за иднината е формиран, тоа е сојуз од прогресивни луѓе, демократи по убедување, од сите етнички припадности кои што живеат на овие простори во Македонија, а со посебен осврт на тие што живеат во Тетово. Сите ние знаеме кој е значењето на Централниот комитет на Комунистичката партија Македонија, затоа што со тој чин настана една прекретница по народно-ослободителната борба. Не случајно го велиме тоа. Тоа е народно-ослободителна борба. Значи сите наши сограѓани, сите борци влегува во оваа борба со една единствена цел. Слобода, достоинствен живот. Сме овдека пред спомен куќата каде се формирало 1943 година Комунистичка партија на Македонија. И чест ни е и мило ни е што сме овде и да ги слушнеме денес борците кои учествувале во народно-ослободителната борба, кои ги чувме и нивните мислења не трогнае, така да Комунистичка партија на Македонија во тоа време дала голем удел во ослободување на Тетово и на Македонија. Но има една голема неправда, а тоа се општинските власти кои на непоштен и на нехуман начин ги отстранија бистите на нашите борци кои гравитирале и се бореле во Тетовскиот регион, и ние после 24 март како политичка партија ВМРО ДПМНЕ, кога ќе влеземе во општина Тетово, таа неправда ќе ги исправиме и бистите ќе ги вратиме на соодветно место меѓу народот. Делегации на Сојузот за иднина и ВМРО ДПМНЕ положија цвеќе на бистата на Јосип Броз Тито.